Кога пишувате книги, чии страници се како летечки килими, кои читателите ги носат каде ќе посакаат, тогаш сте волшебно перо. Талентот, колку и да е раскошен, шурува со скромноста и заемно креираат мали волшебства. Таа е компаративка, која ќе магистрира на Институтот за македонска литература на тема Варијации на магичкиот реализам во светскиот и македонскиот роман и на својот магистерски труд ќе му даде гениална димензија, оплувајќи ги со 4 магични романи. Пишувајќи ги Згибените топки, Вишновата хроника, роман на годината за 2018 година од бројување и четвртиот пандемиски роман од печата септември 2020 година на враќање. Добре дојде за Фросина Пармаковска. Добре, најдов. Како е враќањето? Се вративме ли од пандемискиот период во едно нормално време? Па полека, најверојатно, нели не може така одма да се вратиме. Мислам дека за некои луѓе најверојатно доста повеќе време. Тоа е процес сигурно да се вратиме на старите навики во нормалниот живот. Да. Дистописки роман во 2 дела. Првиот реален, оној вториот со килимот уште пореален, затоа што почнуваш со идеја, завршуваш со карантинот и оној период кој буквално не истурно од нормалниот живот. Од каде ти идеја овие 19 приказни да ги строчиш во еден роман кој буквално укажува на животните вкусови? Како дојде до ова? Да, идејата првично беше малку поинаква. Ова е прв пат да ми се случи вака, ова е 4ти роман, прв пат да ми се случи нешто толку да се смени од првичната верзија. Замисла, да, од првичната верзија. Значи, тој прв дел романот го пишував заклучно со една резиденција во Софија, книжевна резиденција во Софија од 1 месец, која што се случи во март 2020. Мислам дека веќе имаме представа кога збориме за тој период, тоа што секоја почна оние пресови, полека да се пумпа се тоа, па почетокот на се. И тогаш почна многу да ми се менува идејата, затоа што на враќање... Слушнав таен глас. Па, слушнав таен глас, односно влегов јас во ова на враќање. Не знам ни како точно тоа да се изразам. На враќање, книгата стана моje лично на враќање. Затоа што таа резиденција, силом прилике се вратив и бев на државен карантин, што го вика, 2 недели. После тој, зашто бевме први повратници, уште никој немаше точна идеја што како треба да се одвива. После тој карантин бев уште дома 2 недели, уште еден карантин. Така беше по протокол. Па протоколот беше 2 недели после тоа. Ја ова дупло беше зашто не знам, немаше тогаш уште јасна идеја и идејата тука најмногу со моето враќање тука најмногу се смени тој втор дел, сега што е вака како втор дел, затоа што внесов доста лично. Да. Прв пат внесов доста лични приказни, не во смисла нешто многу важно во ликовите или во љубовната приказни, туку во тие позадинските приказни, во карантинот, проверките, мерењата температура, така некои позадински приказни се мои лични. Имаш интересна нишка на поврзување, забележав дека последната реченица од една од приказните ти станува наслов за главие и во таа хронологија плетеш еден прозаичен дискурс. Дали се поистоветуваш со некој од ликовите, можеби? Машкиот лик некако како да е подоминантен. Да, пак јас гледам како и во сите други да не се поистоветувам, се поистоветувам со други работи, например главниот машки лик има многу мили спомени од детството од Битола. Тука да, јас ја сакам Битола, тоа Хајдер, Кади, Џемјата, си се тоа некои лични моменти како можеби повеќе како исечаци, како извадоци од секој лик, да, отколку во целост. Не во таа смисла да е мојата приказна или неговата приказна моја, не, туку така во некои фрагментарни во некои делови, да. Има поистоветување. Да. Колку време ти требаше да го завршиш овој роман? Па, стандардно за романите, сите романи до сега ги пишувам од 1 година до година и пол.
А овој го напишав и нешто побрзо баш поради тие карантини, зашто нема многу што да се прави во хотелска соба, кој што не смеете ни вратата да ја отворите, освен ако не ви тропне некој. Бев во процес на напишување, бев тогаш до пола некаде и многу тие карантини многу го забрзаа процесот. Мислам дека кој го напишав за па така 7-8 месеци. Така, колку нијанси има тишината на љубовта, како лајт мотив се проткајува на содржината? Многу нијанси има, многу. Може ли љубовта да ти биде инспирација во овие текстови? Да, љубовта, мислам, секогаш е љубовта инспирација. На еден или на друг начин, еве вака сега, ако си направам некаква ретроспектива, па мислам дека немам роман во кој што не на некој начин вплетка на љубовта. Да, баш таа голема љубов, потресна љубов. Дава динамиката на читањето. Како влика Ирина? Се препознава ли во ти беше нека инспирација за женскиот лик? Ирина е реален лик, баш најкратко е реален лик, стабилен лик. Домот е Ирина е семејството, сигурноста, она враќањето, последната точка од враќањето. Ирина е местото каде што ќе се вратите, таа топлина на домот. Како Пенелопа. Да. Која го чека секојаш да се врати. Многу добра споредба, да. Дали ќе се врати со килимот, со летечкиот килим или со воз, таа го чека. Да. Твоето патување во Истанбул, во Турција. Можеш нешто да кажеш од за последното? Да, последното твое. Еве сега си на враќање од Истанбул, те фативме баш кога се врати од Истанбул. Да, па ми се случи малку проклетството на ликот, на кога патот кон дома му изгледаше се подолг и се поневозможен. Ама не сакам тоа да ми остане вака како некој последен впечаток. Прво Истанбул многу го сакам. Истанбул сум била само 3 пати, ама сигурна сум дека ќе одам уште многу пати. Истанбул е град што многу ме инспирира. За пишување конкретно? За пишување, без уште полн со приказни. Има душа, буквално бунар без дно. Истанбул има секогаш да се откриваат нови работи. И сега исто открив многу работи, баш и за Мимар Синан, што не ги знаев од претходно, и сега открив некои работи, видов нови работи. Па ја видов таа џамија што од двете џамии, едната што ја изградил како ја посветил на керката на Сулейман Михри Махцека, затоа што кога ја видел, тоа било љубов на прв поглед. Така баш турците како што се влюбуваат, она патетично, спорам во убавата смисла на зборот, безнадежно се влюбил. Сега приказната што ете ја имав среќата да шетам со турски пријател што израсна таму, што ми откриваше многу приказни урбани истории, легенди. Легендата е дека ја направил така поскромна, зашто не е ова некоја помпезна џамија, е убава, е многу. Ја направил поскромна затоа што не се омажиле за друг, а веќе било побарано од него да се направи џамија. Знак на револт. Знак на одмазда на револт, да. И го бил најпознатиот архитект во тоа време, на Сулейман Величествениот. Да, има и кај нас објекти од Мимар Синан и во Бугарија. Да, тој е баш со еден извонреден гениалец е. А претходниот муабет, така што и сега Истанбул буквално да се изгубиш во сите тие минијатури, приказни, микрокосмоси. Така беше и сега, само што последниот ден качив многу висока температура, пред патот ми изгледаше се подалеку, баш како проклетството. Како да се оствари тоа што го запише. Да. Одлежа кога реалноста ја имитира книжевност. Да, сте следи, нели, кармата е чудо. Да. Ја одлежа короната, меѓутоа сега се во ред. Која е среќата што те прати всушност? Еве, надвор од ова што ти се случи, твоите среќни моменти, каде си ја гледаш твојата среќа? Дали ти е инспирација ова што ти се случи во Турција, вклучувајќи ги непријатностите со температура 40? И покрај тоа, скерчам, ова ми беше едно од најубавите патувања во живот.
Среќата е она е клише во малите нешта, меѓутоа за мене многу е во овие градови, во овие патувања кои што мислам дека пишувањето не би ми било исто. Не знам ни дали би можела да пишувам без овие патувања, откривање нови светови, нови приказни, нови култури. Тие ти се како spiritus movens, нели? Одиш, шеташ за да може... дури кога нешто пишувам, кога се случува да заглавам некој момент, да отпатувам, одма се отплеткува тој чвор, одма, значи, та чуда. Што ти донесе романот на годината? Одбројување, па многу работи. Таа е многу убава награда, во смисла отвара многу врати, ми донесе многу промоции, со тоа многу читатели на многу различни места, во Македонија и надвор од Македонија. Од тие надвор од Македонија ќе го издвојам саемот во Лајпциг, кој што е еден од најубавите за автори саеми. Можда тогаш настапив пред најмногу публика. Исто преводи ми донесе одбројување, многу гостувања, резиденција, многу врати отвара таа награда. Се буквално на прва што ми се може да се работи. Да. Духовноста е богата, но се живее ли материјално? Може ли се живее од мирисот на книгата? Од мирисот? Па не, мислам дека уште не, ама јас сум од ретките ентузијасти кај нас, што верувам дека во некоја иднина, се надам што поскоро дека ќе се живее, зашто светот се смалува, се шансе, нели глобализирано е се, денес може да го понудите романот светот да ви биде потенцијален читател, мислам дека не сега во моментот, ама дека со неколку книги, со неколку преводи, дека верувам, се надевам дека ќе дојде. Може да се дојдеме до таа функционира. точка, да. За крај што ќе им кажеш на нашите слушатели, читатели, гледачи на враќање, зошто треба да се прочита романот на враќање? На враќање? Па да, зашто е искрен. Еве пак ќе повторам, има многу лично од мене. Има и од чувствата во тие особено последни поглавја, во таа тежина, таа затвореноста, затоа што еве отвара и нови видици, ликот оди во Истанбул, ќе прошетате заедно со него и затоа што има среќен крај, сега можеби не требаше да го откријам ова, што на крај ќе Летечкиот килим ќе ги... Да, и некоја порака за надеж, за подобро утре. Сметам дека вториот дел е пореален од првиот дел. Да, навидуме обратно, така. Така треба да е, да, нели патување со Да, воз, зашто во вториот дел е она треснување на земја од летечкиот килим со очување, враќање во реалноста. Секој сака да има некоја своја имагинација и идеја за која што живее. Која е твојата? Кој е твојот летечки килим? Па, пишувањето е прилично еден многу убав и стабилен летачки килим. Со пишувањето може и да одлетате, да избегате, а може и да влезете внатре, се соочите со себе, работите со светот околу вас, така што без размислување пишувањето е. Ти благодарам што беше дел од нашиот подкаст Мирисот на книгата, страница МК, а вие понатаму мирисете на книгите, тие се најубавиот ментален парфум.